Во јануари ќе се знае дали сумата за студентскиот оброк ќе се зголеми на 160 денари, најави министерката за образование Веста Јаневска. Во буџетот за 2025 се предвидени 30 милиони евра или околу 18% повеќе средства за студентскиот стандард. И нема дилеми за покачување. Сепак во тек се преговори со студентите кои бараат проширување на опсегот, рече Јаневска. Затоа што ти имаат и некаква поинаква идеја. Сметаат дека за 140 денари можат да добијат во одредени маркети и одредени ресторани комплетен оброк, а дека би можело да се прошири опсегот, например и студенти кои работат парт-тајм, а се уште не постигнале одредена сума на средства, би можеле и тие. Значи до крајот на годината тоа ние ќе го дефинираме и веднаш ќе се знае во јануари дали ќе добијат 160 денари за студентски оброк или ќе биде проширен опсегот. Министерката Јаневска посочи дека уште 2 приватни института најверојатно ќе добијат клуч на врата, а за 10 е донесена одлука во рок од 3 месеци да ги отстранат констатираните неправилности. Досега е направено ревизија на 15, а во моментот се прави уште на 5 института. Дополнително 2 кои од деновиве веројатно треба да се заврши процедурата и да бидат затворени. На 10 на институти им дадовме рок од 3 месеци да ги поправат нерегуларностите кои што се најдени, но според извештаите кои ги читав, многу малку од нив ќе можат да го направат тоа, па за жал морам да кажам дека веројатно следи затварање и на поголем број на институти кои се нефункционални, не го почитуваат законот, односно не ги исполнуваат условите. И мислам дека е добро за високото образование и науката во земјата конечно да воведеме ред. Јаневска најави дека се баре и решение за проблемот во студентскиот дом Пелагонија, каде студентите се жалат на лошите хигиенски услови, немањето топла вода и неквалитетната храна. Се очекува за 2 до 3 дена да биде именуван нов директор. Министерката за образование ја посети Штипската гимназија Славчо Стојменски, за да ги види резултатите од едносменското работење.